Благодарам. Денеска сум во посета на општина Кочани, при што ќе остварам средба со повеќе различни групи на граѓани, меѓутоа еве пред себе сакал да истакнам денешната средба која што имам со Сојузот на пензионери во рамки на општина Кочани. Навистина е секогаш задоволство да се дојде да се поразговара со Сојузот на пензионери на општина Кочани со оглед на фактот што станува збор за една исклучително квалитетна група на луѓе кои што се полни со енергија и полни со идеи по однос на големиот број проекти кои што се реализираат на територија на општина Кочани и она што значи генерална поддршка на досегашната поддршка на владата и ВМРО-ДПМНЕ кон пензионерите како категорија и секако за она што значи на еден начин презентирање на мерките и плановите што ние како политичка партија ги имаме во рамки на нашата нова програма за на престојните парламентарни избори, програмата Реално, врз основа на која што би сакал да истакнам, истото го разговаравме и сега, предвидено е реално зголемување на пензиите во наредните 4 години за најмалку 10,25% за сите категории на пензионери во Република Македонија. Исто така предвидено е да се продолжи со реализацијата на проектот за бањско-климатска рекреација за пензионери, со што е предвидено околу 40.000 пензионери оваа мерка и понатаму да искористат, како и друг голем дел сет мерки кои што ќе продолжат да се реализираат, а претходно веќе се започнаа со имплементација, ќе продолжат да се реализираат за потребите на пензионерите. Навистина, ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи во секој поглед да ги поддржува пензионерите онака како што го правеше тоа во изминатите години, за разлика од другите политички субјекти кои што во неколку наврати нанесоа непроценлива штета за пензионерите, повикувајќи се дека така наречениот брод кој што тоне или буџетот кој што тоне единствено ќе се спаси кратејќи ги пензиите од пензионерите. Ние имаме комплетно различна политика во тој дел. ВМРО-ДПМНЕ смета дека директната поддршка и зголемувањето на пензиите е директна поддршка за семејствата и за економската моќ на самите пензионери и на семејствата во кои што тие екзистираат. Како околу пензионерскиот дом во Кочани, разговаравте ли за тоа? Да, разговаравме. Јас навистина сум многу задоволен за тоа што во периодот дека уште бев министер за труд и социјална политика, при една моја посета сето тоа беше во фаза на идеја. Сега навистина би сакал да ја поздравам активноста и на Сојузот, односно Сдруженијето на пензионери Кочани и на локалната самоуправа и градоначалникот, затоа што веќе е променет урбанистичкиот план, изготвени проектот по сите стандарди и од аспект на геомеханика и подготвување на самиот проект. Сега веќе конкретно можеме да разговараме за на еден начин склопување на финансиска конструкција, при што потоа би следел и почетокот со градба на овој пензионерски дом.